Работев до предпородување. Доживеав неколку спонтани абортуси, се породив пред време. Тоа се само дел од изјавите што ги дале македонски земјоделки, кои поради тоа што се уште немаат право на платено породилно отсуство, се изложиле себе си на ризик во екот на бременоста. Овие сведочења ги пренесе Марина Тошеска од невладината платформа ЛАК Агролидер. Како држава која што се стремиме и каде што земјоделството ни е стратешка гранка, не смееме да заборавиме дека најважно е да земјоделците да им возможиме пристап до универзалните човекови права како што е мајчинството. Дека земјоделките се изложени на неправда, укажуваат и од Комисијата за спречување и заштита од дискриминацијата. Од таму го посочуваат и самиот Закон за здравствено осигурување како своевидна причина за подолга трајната дискриминаторска состојба. Законот тоа го прави со исклучување на индивидуалните земјоделци во остварување на правото на платено породилно отсуство и правото на платено боледување. Во февруари годинава, владата донесе програма за поддршка за социјална сигурност на земјоделките. Програмата на име мајчинство опфаќа парична помош по 9000 денари во период од 9 месеци. Но дел од невладините организации велат дека оваа програма е дискриминаторска. Сите останати работнички самовработени лица, само поради тоа што биле 6 месеци осигурани, го стекнуваат правото на платено породилно отсуство. За разлика од нив, согласно програмата, овие жени треба да исполнат и други критериуми. Наместо 6-12 месеци, ја прашувам владата зошто овој не е нееднаков третман, зошто овие построги критериуми кон земјоделките и треба да го исполнат условот да имаат остварено приход од 100 односно 300.000 денари, што исто така за многу жени ќе значи дека не можат да аплицираат. Невладините не се согласуваат ниту со предвидената сума од 9000 денари месечно. Минимум бараме тоа да биде минималната плата, бидејќи сметаме дека тоа е единствен, достоинствен, минимален достоинствен износ кој што можеме да им го возможиме на овие жени. Сепак, од Министерството за труд и социјална политика не го прифаќаат ставот на невладините дека донесената програма за поддршка на земјоделките е дискриминаторска. Напротив, може да кажеме дека се работи за мерка која што е во согласност со Законот за еднакви можности на жените и мажите. И всушност овие мерки представуваат афирмативни мерки да се заштитат додека не се најде соодветно системско решение. Според укажувањата од Министерството, постојат повеќе законски пречки. Тие немаат воспоставено работен однос работодавач-работник. И затоа не може да бидат дел од Законот за работни односи, а тоа значи дека и согласно Законот за здравствена заштита не можат да бидат внесени во нивниот закон, затоа што Законот за здравствена заштита значи само врши услуга на тие корисници кои што се осигурани преку овој Закон за работни односи. Во 2022 година биле евидентирани 1075 жени со статус индивидуален земјоделец. Според потоците на Фондот за здравствено осигурување, на 1000 осигуренички, 37 во просек користат породилно отсуство на годишно ниво. Ние зедовме повисока бројка, како поделба во региони 48, доколку во една година 48 осигуренички би сакале да го користат ова право, би имале пристап до ова право во висина на минимална плата како што предлагаме, тоа државата би ја коштало околу 10.356.000 денари, што е 0,002% од буџетот на државата и буџетот на Фондот за здравствено осигурување. Од Министерството за труд и социјала уверуваат дека спроведувањето на програмата за парична поддршка на земјоделките што стануваат мајки ќе продолжи и во иднина. Тоа, како што објаснија, ќе биде така додека не се најде трајно законско решение со кое и тие жени ќе добијат регуларно платено породилно отсуство. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.